Благодарам, почитуван председавач. Значи, со амандманот предлагаме 600 милиона денара да се обезбедат за интервентен фонд. Тоа се некои си 10 милиона евра и да бидеме на чисто, со 10 милиона евра нема да се реши земјоделието, туку само се прави една алатка за да се подобри состојбата во земјоделието. Ке се вратам малку поназад. Кризата COVID-19 мораше да не научи дека основно правило на државотворност и на држава е дека морате да обезбедите храна за населението. Тоа е еквивалент и на политиката на Европската Унија, затоа што има единствена земјоделска политика, каде што земјоделството е на висок пиедестал во Европската Унија и каде што се трошат големи ресурси за да Европа си обезбеди храна за своето население. Кризата не научи и на многу други работи, дека мора да имате и собствено здравство, мора да имате и собствена енергија, меѓутоа ние очигледно не знаеме да научиме ништо од кризите. Ке остане проблемот со земјоделие и понатаму, затоа што нема логика во ова што се случува во моментот. Доколку ја отворите програмата на Социјалдемократскиот сојуз 2016-2017 година, јасно е нотирано дека во таа програма се предвидува интервентен фонд во земјоделието. Значи, тоа е политика и на Социјалдемократскиот сојуз. 2018 година промовирано е интервентниот фонд како мерка со одлука на владата и се предлагат 6 милиона евра почетен капитал во овој интервентен фонд. Сега, прашањето е зошто ова не е донесено? Зошто ова не е реализирано? Одговорот ќе го даде Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа ние можеме само да погодуваме. Или имаат препишена програма, па не знаат што пишува во самата програма, или се работи за незнаење како да се интервенира во секторот земјоделие и да се овозможи оваа алатка која итекако е потребна за земјоделците. Впрочем, и нашите дискусии, на претходните дискутанти и на колегата Минов јасно укажуваат на тоа, дека во одредени ситуации мерката субвенционирање на производи не ги задоволува сите потреби кои реално се случуваат како проблем во земјоделието. На нас ни се потребни многу други алатки кои треба да овозможат секторот да функционира без проблеми. За жал, граѓаните се сведоци на уште една малверзација на Социјалдемократскиот сојуз, каде што за нив зборот не е збор. Значи, тоа што тие го имаат планирано во собствената програма, не сакаат да го реализираат. Не станува збор за големи пари, не станува збор, уште еднаш ќе кажам, за целосно решавање на проблемите на земјоделието, меѓутоа станува збор за една ефикасна алатка која треба да ја помогне на земјоделците, односно на целиот сектор земјоделие. За граѓаните, што е интервентен фонд? Тоа е посебна програма во буџетот во која се резервираат средства кои согласно стрикни правила и прописи ќе бидат искористувани во насока на подобрување на земјоделието. Во кои ситуации се користат тие средства од интервентниот фонд? Пореметување на пазарот, односно откуп на земјоделски производи. Тоа е една од точките каде што се користат овој фонд. Дополнително, овие средства, доколку тоа се регулира со подзаконски акти, може да се користат за интервентна потреба од преработка на одредени производи. Понатаму, интервентна потреба за увоз или извоз на одредени земјоделски производи и стимулација на истите, како и други мерки во однос на заштита на домашното земјоделие.
Од што се заштитува домашното земјоделие? Пред се под еден. Малверзации на пазарот. Ценовни шокови, природни непогоди, нелојална конкуренција на пазарот и така натаму. Зошто е потребен овој интервентен фонд? Затоа што државата никогаш не може да ги предвиде сите негативни појави и дејања во земјоделието. Колку и да имате совршени закони, секогаш можно е да се јават некои несакани последици во секторот земјоделие. Затоа мора да имате механизам со кој брзо ќе интервенирате на пазарот. Ви спомнав во кои ситуации. Дополнително, ние како држава де факто имаме проблем и со МЗШВ, и со инспекторатот, затоа што многу често државата знае да затаи. Откупот во државата е сведен, сакале да признаеме или не, на зелена мафија. За жал, таа зелена мафија често пати знае да се инфилтрира во политиката и да заземе замав и да заземе доминантна позиција во пазарот во Република Македонија со земјоделските производи. Дополнителни проблеми, нормално тука се климатските промени, како и нефер односи на глобалните пазари. Затоа што дури и ЕУ ја штити својата земјоделска политика, камоли пак останатите чинители на глобалните пазари. Што е реалноста? Да ве подсетам. Имавме проблеми со откуп на грозгето 2021 и назад. Имавме проблеми со откуп на тутунот 2021 и назад. Имавме проблеми со оризот константно. Имавме проблеми со сливата 2020 година и некои други години наназад. Имавме проблеми со откупот на јаболкото. Имавме проблеми со откупот на зелката 2020 година. Сето тоа се факти кои ја потврдуваат тезата дека имаме сериозен проблем во секторот земјоделство кој не сакаме да го решиме. На што се сведува нашата политика? Кога ќе згусне ситуацијата, даваме некоја помош, дополнителни субвенции, за да се направи колку толку социјален мир во државата. Почитувани, решение. Не е решение ќе направиме. Решение за земјоделците се потребни во моментот. Да ве подсетам, на оваа говорница беше кажано дека ќе донесеме закон за грозге. Законот го нема. На оваа говорница и на пленарна седница беше кажано дека ќе се интервенира во законот за тутун. Тој закон го нема. Значи, многу други моменти укажуваат на тоа дека ќе не го решава проблемот. Потребни се акции, потребно е средства за да се реализират одредени политики. Дел од тие средства е точно интервентниот фонд. Може би средствата се мали, меѓутоа за почеток треба да нудат колку толку гаранција дека нешто позитивно ќе се случи во земјоделието. Во спротивно, се уште ќе имаме проблеми со зелената мафија и се уште земјоделците нема да го најдат своето место во државата. Бидете сигурни дека овој интервентен фонд, првиот момент кога ВМРО ДПМН ќе дојде на власт, ќе биде оформен, ќе има соодветни средства и ќе биде алатка за помош на земјоделците. Ви благодарам.